Подобрување на безбедноста, намалување на бројот на сообраќајните прекршоци и зголемена сообраќајна култура се предностите на функционирањето на системот Безбеден град, кои ќе бидат забележливи по подолг временски период, смета професорот по сообраќајни стручни предмети Стефан Бранковиќ. Со проектот ќе се обезбеди и поголема рамноправност на учесниците во сообраќајот, но и неселективност во санкционирањето, истакна професорот. Самиот систем нуди низа предности, токму што тргнува има една јасна цел и идеја, тоа е да се подобри првин безбедноста на сообраќајот преку човечкиот фактор кој што директно влијае и врз прекршоците, на споминување на црвено светло, поголема брзина и така натаму. Со што има една јасна идеја, односно да произлезе да се намала бројот на сообраќајните прекршоци, да се подигне јавната сигурност кај луѓето во јавноста, значи чувство на сигурност, понатаму имаме објективни докази. Зошто? Затоа што ако човекот лаже, камерата утре не може да не излаже и нормално брза интервенција при најразлични видови на инциденти, како и поголема рамноправност, а не селективност, што беше барем мислам до сега во некои случаи. Имаме дел од јавноста кој што го прифаќа системот, дел од јавноста кој што се уште не го прифаќаат, поделени се ставовите, но факт е дека овој систем првен е наменет за превенција, а не за казнување, така да има за да реално даде реални податоци системот, треба првен да даде целосна јавна информираност за секој дел од системот, понатаму да обезбеди сигурnosна заштита на сите лични податоци за секој од нас и нормално фокусот да биде ставен на превенција и едукација, а не да биде тоа казнувањето како што беше делот претставувано во јавно. Имам мислење дека возачите се уште управуваат моторни возила под чувство на некој вид на страв, сомнеш од да не бидат уловени од камерите. Затоа говори и доволно ако можеме забележиме паничното кочење пред самите камери или цело време гледање во брзинометар на возачите со што го одзема вниманието. Но факт е и не се сомневам дека има позитивни резултати, како што е подобрувањето на безбедноста, намалувањето на сообраќајните прекршоци и многу важно креирање на повисоко ниво на сообраќајна култура, намалување на стресот на улиците и обезбедување на сигурност конечно на самата патна инфраструктура.